Па во текот на денешниот ден ќе биде поднесена интерпелацијата. Се надевам дека среда ќе биде денот кога ќе можеме ние да ги аргументираме нашите позиции. Така и според деловникот во собранието, на крајот од денот ќе се гласа. Тоа нема да биде интерпелација, тоа е прашање за доверба на владата, тоа е малку поразлично од интерпелација, така што во среда очекувам на крај на денот да се изгласа недоверба на владата и да можеме понатаму да видиме како ќе развиваме Република Македонија, да организираме предвремени парламентарни избори и сето тоа што иде со тоа. Односно најавената лидерска средба за името? Па ја реков дека после празниците очекувам да има лидерска средба, долго време не сме се виделе. Во минатото кога разговаравме, рековме доколку има некаков значителен напредок во врска со преговорите за проблемот со нашето уставно име што ги има нашиот јужен сосед, така што очекувам дека после оваа втора рунда која што нашиот министер за надворешни работи ќе има со министер за надворешни работи на нашиот јужен сосед, ќе има некаков напредок, гледаме некаков така наречен нов оптимизам кој што премиерот и министерот ги артикулираат со јавноста, да видиме на што се темели тоа, дали е тоа уште еден неаргументиран оптимизам и блеф или повторно има некаков напредок. Се надам дека на таа лидерска средба ќе дознаеме околу деталите нешто повеќе. Да. Па немам најавили, логично е после средбата на Димитров и Коцијас, бидејќи во среда интерпелација на влада, четврток е средбата, логично е во текот на следниот викенд да се одржи таа лидерска средба, иако до сега нема никакви најави околу датумот и терминот и местото каде што истата би се одржала.